Светот на автомобилите не престанува да не изненадува. Во него владеат посебни законитости кои се спротивни на логиката. Така, луксузните марки се фалат со рекордни продажби и профити, додека оние припадничките на масовното производство се борат со проблемите на снабдување и се поскапата енергија. Покрај проблемите, Toyota 3 години поред е светски број 1, а неа ја следи групацијата Volkswagen. На сцена се појави најголемата и најсилна сериска Mazda, кросоверот CX-90, а неделава е продаден најскапиот нов автомобил. Добре дојдовте во новата епизода на Автомагазин. На денот на представувањето на болидот на Red Bull за сезоната 2023 во Њујорк, Форд објави дека се враќа во најбрзиот циркус на светот по речиси 20 години пауза. Тоа ќе го направи како снабдувач на мотори за црвениот бик од сезоната 2026, како дел од долгорочното стратешко партнерство со актуелниот шампион. Форд најави дека ќе влезе во сојузот и ќе ја развие новата генерација хибридни двигатели за Red Bull и сестринскиот тим Скудерија Алфа Таури. Направениот договор дефинира дека партнерството ќе трае најкратко до 2030 година. Форд има богата историја во мотоспортот и се вбројува како трет најуспешен производител на мотори во историјата на Формула 1 со освоени 10 конструкторски и 13 возачки шампионати. Според продажбата на нови возила, ланската 2022 е најлоша од 1985-та. Некои ќе ја паметат минатата година подобро. Меѓу нив е Peugeot, чиј 208 успеа да го симне вечниот бестселер Golf од европскиот трон, кој падна дури на 5-та позиција. Второто место го зазеде Dacia Sandero, а боите на Volkswagen успешно ги одбрани T-Roc, кој годинава ја заврши како трет. Меѓу елитата најпродавани се уште е и Fiat 500, Toyota Yaris, Opel Corsa, Hyundai Tucson, Dacia Duster и Renault Clio. Што се однесува до марките на врвот е Volkswagen, следена е Toyota. Изненадувањето се германските премиум играчи Mercedes и BMW зад нив, додека петти е Peugeot. Овие податоци ги дистрибуираше Jato Dynamics и се однесува за 30 европски земји. Освежен повтор пат, Range Rover Velar го задржа својот препознатлив и атрактивен изглед. Модернизацијата на надворешноста ги зафати само светлата и маската, додека интериерот е редизајниран во минималистички стил. Наместо двоен екран со копчиња на вртење, сега има само еден дисплеј со виртуелни контроли на климатизацијата, режимот на возење и другите подесувања. Посебни копчиња има и на централната конзола, на која осамено се наоѓа само рачката од менувачот. Обезбедени се и поквалитетни материјали кои можат да се окарактеризираат како еколошки подобни. Од техничка страна, унапредување доби само плагин хибридната верзија која има малку поголеми батерии. Секако зголемени се и цените.
Вкусовите на луѓето се менуваат, а со нив и трендовите. Малку, но сепак забележливо, велат од германскиот BASF, кој објави листа на најпопуларни бои на автомобили минатата година. Според хемискиот гигант, на врвот состојбата е слична како и порано. Учество на белата, која порасна за 39%, ја прават далеку најзастапена боја во светот. На второто место е црната со 18%, а сивата стигна до 16%. Заедно со сребрената, која најмногу им се допаѓа на 8% купувачи, овие бои се застапени кај 4/5 од сите нови автомобили. Од останатите се издвојуваат црвената, сината и зелената, чиј удел се намалува, за разлика од некои поекзотични бои, како виолетовата, кои се почесто се среќаваат. За разлика од повеќето други производители, во Nissan се уште живее идејата за кабриолетите. Ги немаат во понудата, но од време на време ќе се појави некој концепт каков што е Max Out. Тој сепак постои само во дигитална форма, заради што за него нема никакви информации. Во службеното соопштение за јавност е наведено дека е замислен да пружи ослободувачко чувство на отвореност и истовремено подобрено динамичко искуство во возењето. Дизајнерски лајтмотив се 3D ефектите на предната маска, назад и на тркалата. Оптичките илузии се видливи и во кабината со 2 седишта, а впечатокот го дополнува солидно големиот дигитален кокпит. Се разбира, ништо слично не треба да се очекува во серијско производство. Fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Седум седишта, електрификација и погон на сите тркала го карактеризираат најголемиот кросовер на Mazda. Како што обично бива, големите јапонски возила првично се лансираат на американскиот пазар. До таа традиција се држи и Mazda, која го представи своето најголемо досега спортско корисно возило во Соединетите Американски држави, од каде очекува и најголем волумен на продажба. Во скоро исто време, Шкода го направи светскиот рекорд за најдолг дрифт на мраз со електричниот ењак, додека Volkswagen го прати во историјата малиот ап.
Напад на Европа планира Xpeng, кој со 2 електрични модели, еден кросовер и една лимузина, ќе започне срамежливо на само 4 пазари, но знаејќи ја кинеската бизнис логика, апетитите може да се зголемат. CX-90 е поставен на нова платформа и тој е најсилниот сериски модел кога Mazda го имала во сериското производство. Во спротивност на трендовскиот 7 го задвижува бензински 3,3 литерен турбобензински мотор со 6 цилиндри поставени во линија, кој своето деби го имаше лани во моделот CX-60, но за оваа прилика значајно е засилен, чија моќност достигна до 340 коњи и погон на сите тркала. Заслужен за постигнување на таа сила е и електромоторот помеѓу бензинскиот агрегат и менувачот, склоп што го класифицира како умерен хибрид. Во понудата е вклучена и верзијата со приклучен хибрид, која овозможува автономија со нулта емисија до 50 км. Таа е опремена исто така со бензински мотор од генерацијата Sky Active од 2,5 литри, впарен со електромотор, чија системска сила од 323 коњи се дистрибуира на сите тркала. Движењето на струја го обезбедува батеријата со капацитет од 17,8 киловат-часови. Двете изведби се опремени со 8 степен автоматски менувач. Производителот тврди дека во најголемиот модел на куќата има доволно спортски зачини и дека возењето потсетува како да сте во најпродаваниот кабриолет на светот, двоседот Mazda MX-5. Тоа не се должи само на надолжно поставениот бензински мотор, туку и вградување на Kinematic Posture Control, систем што дебитираше во малата Miata, задолжен за подобра контрола над возилото, особено при возење низ фиоци. Тој функционира со контролирано активирање на сопирачките на тркалата што се во внатрешната страна на свијакот, исто како што функционира ESP-то, со што се спречува или намалува наклонувањето на каросеријата, а со тоа се зголемува управливоста. Она што ќе ги израдува идните купувачи е одстапувањето од неколку застарени решенија на опремувањето на интериерот. Сега Mazda располага со дигитален инструмент панел, чија големина зависи од нивото на опременост, додека централниот дисплеј има 12,3 инчи, а не се изоставени ниту сензорските прекинувачи. Сепак CX-90 е означен како изведба за моделската 2024 година, што најавува дека неговата комерцијализација ќе започне од втората половина на годинава. Тоа и го објаснува отсуството на темелни информации за перформансите и пакетите на опременост. Mazda уште се нема изјаснето дали и кога CX-90 ќе го преплива Атлантикот, па дури ги нема објавено прелиминарните цени. За сето ова да го дознаеме ќе треба да бидеме трпеливи барем до летните месеци. Се растурали и европскиот А-сегмент. После Peugeot и Citroen, сега и Volkswagen најави дека ја напушта категоријата мали урбани возила, во која негов представник е 12 години стариот Up. Очигледно поминаа времињата кога целта на големите беше да покажат на конкуренцијата дека се подготвени да се справат со секој предизвик. Сега е битна профитабилноста, а кај малите автомобили и заработката е мала. Од секогаш и била, но сега посебно заради бруталното зголемување на трошоците и цените кои стануваат превисоки за купувачите. Ако кон ова се додадат и трошоците за развој на моторни технологии потребни за исполнување на идните Euro 7 стандарди за емисиите, тогаш се е јасно. Мала доза оптимизам може би постои во електрификацијата, но само на подолг рок.
Volkswagen во моментов ја продава електричната верзија на Up која чини 30.000 евра. Не треба да заборавиме уште еден фактор. Тука се и кинезите кои чекаат на својата шанса и прашање на време е кога тие помасловно ќе стигнат во основните пазарни сегменти во Европа. Додека ние ја чекаме вистинската зима да дојде, Шкода отиде таму каде таа владее, во Шведска близу поларниот круг и се врати со Гинисов рекорд. Тој е постигнат со електричниот Ењак во РС издание, со кој Ричард Миден го изведе најдолгото дрифтање на мраз. Под будното око на Гинисовите представници, тој на 40 см дебелата замрзната површина на езерото Стошарнен, возејки странично помина 7 км и 351 метар. Оваа забавна авантура се одвиваше во круг со диаметар од 60 метри. Миден за точно 15 минути и 58 секунди извозе 39 круга со брзина која се движеше помеѓу 32 и 49 км на час. За да успее, му беа потребни 18 часа тренинг во претходните 5 дена. Рекордното возило целосно беше стандардно, освен пневматиците, напред со 600, а назад со 300 клинци. Од Шкода истакнуваа дека всушност се поставени два рекорда, бидејќи постои и категорија најдолго дрифтање на мраз со електрично возило. Откако лани го најави стартот на освојувањето на Европа, кинескиот Xpeng ги објави своите адути за тоа. Освен Норвешка, каде е веќе присутен некое време, овој производител за почеток ќе ги напаѓа Шведска, Данска и Холандија со два електрични модела. Кросоверот G90 е долг 4,9 метри кои го ставаат во ранг со Audi Q8 и Tron. Доаѓа во три конфигурации. Стандардната има еден електромотор со 313 коњи сместен назад и автономија од 460 км. Втората верзија има нешто поголеми батерии со кои ќе може да помине 570 км, а топ изведбата уште еден електромотор напред со кој вкупната моќност се зголемува на 551 конска сила. Опременоста е солидна. 19-инчни тркала, панорамски покрив, загревани и вентилирани седишта и други работи атрактивни за купувачите. Цените му се движат од 58 до 72.000 евра, а првите испораки се очекуваат во септември. Вториот модел е интересен седан со ознаката P7, со слична должина како и кросоверот. Се одликува со доста низок коефициент на отпор на воздухот од само 0,236. Ке биде на располагање во верзии со еден или два електромотора со моќност од 276, односно 473 конски сили. Батериите и во двата случаи се исти и обезбедуваат автономија од 576 км. Поддржуваат полначи од 175 киловати, на кои за 29 минути ќе освежат 80% од капацитетот. Опременоста и кај него е на ниво, а цените стартуваат од 50.000 евра. Ке пристигне некој месец порано од кросоверот, а и двете возила ќе имаат гаранција од 5 години, која за купувачите што ќе направат нарачка годинава ќе биде продолжена на 7. Прогнозите за автомобилскиот пазар годинава не се розови и во зависност на аналитичарите тие се разликуваат. Во овој хаос има добра прогноза за камионите каде покрај традиционалните погони се најавува пробив и на струјата.
Со зачекорувањето во оваа година зачестија прогнозите на аналитичарите каква ќе биде. Тие зависат од нивните гледишта, но генерално кажано не се премногу оптимистички. Експертите се согласуваат дека ќе растат и продажбата на нови автомобили, но и нивните цени. Се очекува продажбата да се зголеми за околу 5%, што значи дека ќе се врати на ниво од 2021-та. Тоа сепак е условено со нарушувањата во синџирот на снабдување, посебно оние од политички причини за кои е тешко да се предвиди како ќе се одвиваат. Другите економски и производствени проблеми полека се средуваат, иако одредени нестабилности ќе останат. Најмногу во поглед на енергијата и незините цени, кои секако ќе имаат влијание и на цените на возилата. Тие пак главно ќе пораснат пред се заради новите Евро 7 норми. Тука стручњаците не се едногласни и нивните предвидувања се движат од неколку стотици до 2000 евра. Ако тоа навистина се случи, тогаш неминовно ќе следи задржување на високите цени на половните возила, за кои повеќето прогнози се дека ќе опаѓаат. Непознат фактор е и колку промената на производственото портфолио во корист на електричните возила ќе влијае на сето ова. Сепак, она во што сите се согласуваат е дека конкурентноста на европската автоиндустрија во светски рамки ќе опаѓа. За разлика од автомобилите на производителите на камиони добро им оди. Така Volvo Trucks се пофали дека 2022 година им била рекордна по повеќе основи. Вкупно, ширум светот се испорачани преку 145.000 камиони, што е зголемување за 19% и најдобар резултат во историјата. Од компанијата наведуваат дека во сегментот тешки камиони го имаат зголемено своето пазарно учество во дури 41 земја. Посебно се горди што во Европа држат 18,2% од пазарот, што исто така е најмногу досега. Во Северна Америка стигнаа до 10,8%, во Австралија 17%, а во Бразил станаа пазарен лидер со 24,6%. Заслугите за ваквиот пораст ги припишуваат на новите производи прилагодени на барањата на купувачите и професионалната сервисна поддршка. Инертноста на големите производители во однос на електрификацијата остави доста простор за појавување нови имиња во камионскиот бизнис. Едно од нив е британскиот Тева, која се пофали дека добил европска хомологација за својот камион од 7,5 тони, со што и официјално може да започне со неговото сериско производство и продажба. Значајно за компанијата е и тоа што засега е единствена во Велика Британија со ваков сертификат. Првите примероци веќе се испорачани, а добиени се и голем број нарачки, меѓу кои и од Кралската британска пошта. Се очекува дека годинава ќе се продадат околу 1000 камиони. Возилото има електромотор од 260 конски сили и батерии кои му обезбедуваат автономија од 180 км. Се полни 5 часа, а може да собере 15 евро палети. Заради тежината на батериите, носивоста му е само 3 тони, а од компанијата велат дека ќе се исплати ако се поминуваат повеќе од 3000 км месечно. Продажбата е главна мантра на секој производител, а повеќе од престиж е да се биде најголем во своето обкружување. Тоа и успеа на Toyota, која го задржа тронот, но се јави и Ferrari, кој успеа во изминатите 12 месеци да продаде 13.221 автомобил. Како капаче на ова, Bugatti го продаде најскапиот нов автомобил на аукција за 9.792.500 евра, и тоа без данок.
Глобалната продажба на корпорацијата Toyota, во која се вклучени марката за камиони Hino Motors и производителот на мали автомобили Daihatsu, во 2022 година ја надмина границата од 10 милиони возила, поточно 10,5 милиони. Големиот пад на продажбата на јапонскиот пазар од 9,6% за прв пат по неколку години го намали салдото на Toyota под нивото од 2 милиони возила, но работите во својот тек ги донесе позитивата низ целата планета, каде Toyota забележа рекордна продажба од 8,6 милиони возила. За разлика од јапонците, најголемиот претендент за светскиот трон Volkswagen Group неодамна објави дека забележа најниска продажба во период од една деценија, бележејќи 8,3 милиони нови возила, што се должи на изолациите поради COVID-19 во Кина и војната во Украина, кои го спречија синџирите на снабдување. Додека некои ограничувања за снабдување поврзани со чипови останаа и за Toyota, но јапонскиот производител на автомобили рече дека силната побарувачка во Азија, изголемувањето на производствениот капацитет и оптиматизацијата во Азија и Северна Америка и помогнаа да го зголеми глобалното производство за 5% во 2022 година. Италијанската икона на тркала минатата година оствари чист профит од 939 милиони евра, додека приходот се искачи на 5 милиарди и 95 милиони евра. Испорачаните вкупно 13.221 возило во 2022 година запишаа нов рекорд за компанијата. Овие бројки ја обезбедуваат основата за уште посилна 2023 година, поттикната од постојано високата побарувачка за растегнатото конче ширум светот. Европа, Блискиот Исток и Африка беа најголемиот пазар за Ферари во 2022 година со 5958 продажби. Следи Америка со 3447, што е 22% зголемување во однос на 2021 година. Кина, Хонг Конг и Тајван со 1552 продажби е скок од 73% во однос на 2021 година, а Пацифичкиот регион забележа 2264 новорегистрирани пастови, што е зголемување за 17%. Ферари предвидува силна 2023 година и очекува нето приходите да достигнат на 5,7 милиарди евра. На закажаната аукција во париската филијала на Сотбиц продаден е последниот Chiron со W16 мотор. Очекувањата дека сумата ќе достигне вртоглава вредност се исполнети. Уникатниот профиле на наддавањето се продаде за неполни 10 милиони евра, поточно за 9 милиони 792.500 евра. Кога на оваа сума ќе се додаде данокот, се добива сума поголема од 12 милиони евра. Собственикот сакаше да остане анонимен, а е задоволен што успеа да стане собственик на Bugatti Chiron профиле. Инаку продадениот профиле е последниот примерок на Bugatti Chiron произведен во 500 примероци, а ја носи ознаката 1/1, што практично означува дека е уникат. Уникатниот Bugatti Chiron профиле е продаден колку два стандардни Chiron модели, а за вредноста од 10 милиони евра може да се купат 400 просечни автомобили. Понатамошни коментари се излични. Срдечен поздрав до следната емисија за 7 дена.